Казнувањето е избегнување на непријатност и секоја казна со себе повлекува една низа на негативни емоции, ги велиме, затоа што негативно се одразуваат на функционирањето на човекот, почнувајќи од фрустрациите, стравот, немоќта која што може да се доживува, гневот, бесот и така натаму. И овие не се емоции кои што индивидуата ги чувствува сама за себе. Ова се емоции кои што ги комуницираме, се разбира, и се дел од она што создава атмосферата во која што ние живееме, работиме и така натаму. И на тој начин всушност можеме да видиме колку кога сме изложени на закани од секакви казни, на секој чекор, на кој начин може тие само заканата, а камоли соочувањето со казните да влијаат. За соочувањето со казните јас не можам да избришам еден пример од глава кој што е веројатно поодамна од летоска, меѓутоа ми се врежа, ме допре длабоко, кога имаше еден човек чија што сметка од пензијата, на која што ја добива пензијата, била блокирана од извршители, а тој единствениот во семејството кој што остварува некакви приходи и со кој што го прехранува целото семејство. Тоа се случи во Прилеп, кога тој од немоќ, но и некаков вид на протест, легна на раскрсница и на тој начин ја изрази својата немоќ, но и протест кон општеството. Друга страна, сега сакам да го кажам, поврзано со менталното здравје, беше се погоди токму и излагањето прес конференција од Фондот за здравствено осигурување, каде што алармира за податокот за користење на антидепресиви, анксиолитици и хипнотици како лекови, чија што потрошувачка, иако се зголемува во последниве години, во 2013 за 30% била уште повеќе зголемена и имаше податок дека над 1.600.000 рецепти за ваков вид на лекарства се реализирани. Значи, ова веќе не води на клиничка слика за она што се случува со здравието на граѓаните и уште еден податок во однос на болестите за депресија и анксиозни расстройства, односно да речеме симптоми, над 11.300 граѓани во последните 3 месеци имаат обезбедено упати преку мој термин, и ова е значи официјален податок кој што излезе во медиумите, а додека хипертензите, што е исто така едно од првите психосоматски заболувања, 55.525 упати. И сега се разбира, јас ова не го врзувам директно само со казните и казнувањето, меѓутоа ова е една слика за општото здравје, кога земаме во предвид и како казните влијаат и можат да влијаат врз целосното функционирање, сметам дека доволно зборува.